Беше тоа на 8 декември 883 година, кога Свети Климент Охридски, родоначалник на словенската литература и црковно беседништво, прв оригинален словенски и македонски поет, говорник, преведувач, заштитник на Охрид, е назначен за прв словенски епископ на Балканот. На 8 декември 1940 година, на родителскиот состанок во гимназијата во Прилеп, изразен е револт против одлуката на гимназијата со која се забранувало учениците да го употребуваат македонскиот и требало да го употребуваат српскиот јазик во наставата. Беше тоа на 8 декември 1944 година, кога се одиграл првиот надпревар на ослободената територија помеѓу Македонија и фудбалската селекција на Корпусот за народна одбрана на Скопје. На 8 декември 1948 година, кога во Лерин, 3 жени македонки од селото Екши-Су, Леринско, беа обвинети за соработка со НОВ и со партизаните, за што беа осудени на смрт и стрелани. На 8 декември 1948 година е роден Виктор Габер, македонски дипломат од кариера, филателист и публицист, роден во Скопје. Основно и средно образование завршил во Скопје. Дипломирал во 1973, а магистрирал во 1979 година на Правниот факултет во Скопје. Работел како втор и прв секретар на амбасадата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Атина, прв советник за политички прашања во амбасадата на СФРЈ во Тирана, подсекретар во Министерството за надворешни работи на Македонија, шеф на дипломатската мисија на Македонија во Италија, од каде ја покрива ИАРЕ, и шеф на постојаната мисија на Македонија кај ФАО, ИФАД и Светската програма за храна, вореден и ополномоштен амбасадор на Македонија во Австралија, председател на дипломатскиот клуб Скопје. Беше тоа на 8 декември 1961 година, кога во Клуж, Романија, е роден Ермис Лафазановски, македонски современ писател, доктор по филолошки науки, член на Друштвото на писателите на Македонија, председател на Македонскиот Пен Центар. Негови најпознати дела се Половина Божилак, кога во Скопје ги беа измислиле чадорите, Опишувач, Храпешко, Историја на луѓето кои умреа од страв и други. Носител е на наградата за проза на Друштвото на писателите на Македонија Стале Попов. Беше тоа на 8 декември 1993 година, кога во Скопје од 9 до 11 декември во Универзалната сала се одржа првиот интернационален фестивал на ромската музика Шутка Фест. На 8 декември 2000 година во Охрид е поставен камен темелникот за обнова на црквата Свети Пантелеймон, која Свети Климент ја изградил во 893 година. Беше тоа на 8 декември 2001 година, кога од подметнат пожар изгоре црквата во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија во Мала Речица, Тетовско. На 8 декември 2020 година почина Георги Константиновски, дипломирал на архитектонскиот одсек на Техничкиот факултет во Скопје во 1956 година и припаѓа на првата генерација архитекти од овој факултет. По дипломирањето се вработил во Заводот за урбанизам при Народниот одбор на Скопската околија во Скопје. Во 1958 година бил примен како асистент на архитектонскиот одсек во Скопје по предметот проектирање стамбени и угостителски објекти. Тука му завршува професионалната кариера како редовен професор. Работел во Њујорк во бирото на Јон Минг Пеј, Хенри Коб и Аралдо Кауста. Тој е основач на прогресивната вон институционална архитектонска група Underground во Скопје во 1968 година. Избран е за доцент на архитектонскиот факултет во Скопје во 1972 година. Во периодот од 1968 до 1995 година се стекнал со сите звања од асистент до редовен професор на архитектонскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје.
Во 1991 година на Белградското триенале на светската архитектура бил прогласен за најдобар архитект на Југославија и бил вброен во најдобрите 55 светски архитекти. 8 декември е Свети Климент Охридски државен празник во Република Македонија.